Ова утро ми почна тежок и стресен ден. Јас млада и полетна, а желна за резултати. Стресот го исфрлив на работното место пред да започне емисијата. Сега се е во ред. А драги мои, на сите вас, особено вас, ќе ве потсетам, припадници на посилниот пол. Денес е Денот на жената, 8 март. И во име на целата редакција на Црвена линија и во моје име и секако во име на телевизија Телма, им го честитам на сите жени 8 март, Денот на жената. Да не забораваме дека жената е движечка сила, енергија на овој свет и можеби најважното, главна капија на оваа земја, која што носи секогаш нов живот. Сакајте ги своите жени, верувајте во нив, охрабрувајте ги, бидејќи секогаш ќе имате најголема поддршка и најголема движечка сила во својот живот. Јас утрово, ја вчера, во Министерството за политички систем по тешкиот и стресен ден, полн со успеси и работни победи, е направена првата антистрес забава со Дрим тимот на Дуј. А кој се беше во Дрим тимот? Артан Груби, Крешник Бектеши, Фатмир Бесими, Јетон Шакири, Насер Нуредини и Бујар Османи. Имаме одличен тим. Многу сме сложни, млади и полетни, желни за резултати и само што не сме започнале со работа, изјави вице-премиерот. Во објавата на Facebook профилот не споменува кои се успесите и работни победи и зошто вчерашниот ден е историски. Но пред оваа антистрес дружба, министрите биле и на владина седница, каде што е одобрено склучувањето на договорот со Бехтел и ЕНК за изградба на коридорите 8 и 10Д. Дали владата треба да го следи примерот на Дуј и да воведе антистрес забави во цела држава? И тука секако ќе ве потсетам, драги мои, дека не има на социјалните медиуми. Вие кои што се уште не сте заследиле, сторете го тоа, бидејќи можете секако да кликнете на Црвена линија, тоа е нашиот профил на Facebook. Меѓу другото ќе ве потсетам и на Twitter и секако на Instagram. Instagram е една важна приказна за сите нас. Сите инстаграмџи секојдневно имаат можност да дадат одговори, да учествуваат активно во анкетите кои што ги објавуваме на нашето Instagram стори. Па денес ве прашуваме, дали вие си правите антистрес забава на работното место? Одговарате со да и не, а резултатите ќе ги соопштиме, се разбира, конкретно во денешно издание на Црвена линија. Секако ќе ги прашаме и гледачите кои што ќе се вклучат, дали ви имате антистрес ритуали на работното место, правите антистрес забави, секако јас со намален стрес и во празнично расположение ги очекувам и првите гледачи кои што ќе се вклучат на 02307 0005. И доволно е да ве потсетам секако да го намалите тонот на телевизорот, тоа е неминовно, доколку сакате добро да се слушнеме, да немаме стрес во комуникацијата и нормално да зборуваме само преку слушалка. Издвоени се и најдобрите нешта кои што сметавме дека треба да ги споделиме од Твитерџи заедно со вас, но како и да е, предимство имаат сите оние кои што ќе се вклучат во денешната дискусија. И еве, ќе потсетам она со што ќе стартуваме секако со анкетното прашање. Бидете подготвени, а ако не сте загреани и сте под стрес, во продолжение одиме и со прилогот на Миомир Стефановски. Јас дриблам. Широка и гласна насмевка наспроти критиките на јавност, кои првиот вице-премиер Артан Груби гледа хистерија. Оти го критикуваат спортскиот перформанс на министерскиот тим на Дуј во прескапа од граѓаните платениот кабинет во Министерството за политички систем. Вели, јас сум спортски тип, а наскоро и Агенцијата за млади и спорт ќе потпадне во ресорот за политички систем. Според него, хистерична е реакцијата на јавноста затоа што тој на мали голчиња и на кош закачен до уметничка слика стрелал и заедно со амбасадори. Но многу ми е интересно затоа што нема амбасадор кој што не е дојден во мојата канцеларија и нема шутирано фудбал. И тоа се објавени слики, нели? Пред некој ден, на пример, Словакот беше сега последниот кој што шутираше и вие објавивте, значи во порталите беше.
Тоа не беше скандал. Ова денеска е скандал. Ова е таа хистерија за која што зборувам, за двојни стандарди, за селективни правди, за измислување на теми, само да се дефокусира од нешто. Значи, дојде градоначалникот на Тирана, дури со пета даде гол. Јас немам спортски реквизити во кабинетот, објасни премиерот Ковачевски, според кого секој министер требало слободно да си го уредува просторот. Јас имам колеги премиери кои што имаат кошеви во канцеларија. Јас, например, немам. И никогаш не сум имал. Меѓутоа, секој може да избере дали ќе има некаков реквизит кој што ќе го искористи во својата канцеларија на минута, 2, 3 или 5. Така да тоа е лично прашање за некој како го организирал просторот во својата канцеларија. Експертите за протокол потврдуваат дека и дома, но и во странство, политичарите покажуваат лежерност, па играат пикадо во својата канцеларија или се сликаат со мали деца. Но јавноста си го кажа своето за ова што го сподели Груби. Меѓутоа, ова беше малку, мислам, префорсирано. Фактот што народот веднаш реагираше, значи дека е пораката погрешна. Она што јас можев да го видам, станува збор за исклучително скап кабинет, скап паркет, скап мебел, сето тоа е платено од парите на граѓаните. И мислам дека малку беше невкусно сега тука да гледаме топки, голчиња, закуцавање на баскет, на кош и така натаму. Така што сметам дека не е хистерија, но ако политичарите на ДУ или на било која партија, не е важно, имаат потреба од опуштање или треба да побараат некаков објект за такви активности, или пак енергијата да ја насочат кон нешто полезно. Вака, ова што беше пласирано, мислам дека им беше непотребен луксус. Инаку во зградата во која сега е Министерството за политички систем требаше да се всели и антикорупцијската комисија. Ама владата предводена од Заев со неколку имотно-правни перипетии ја префрли на ново формираното министерство. Зградата ја започна Груевски и владата на ВМРО, ДПМН и на ДУИ и беше наменета за ПУИК, државното предпријатие за станбен и деловен простор. Сега наред сте вие. Верувам дека не сте под стрес. Припадничките на понежниот пол уште еднаш ќе потсетам. Среќен празник и можеме да стартуваме со ова издание на Црвена линија. Денес дискутираме со вас дали владата треба можеби да го следи примерот на ДУИ и да воведе антистрес забави во цела држава. Секако ќе ве потпрашам и она што ги прашуваме инстаграмџи, а и ќе ве потсетам да заследите на Инстаграм дали вие си правите антистрес забава на работното место. На Инстаграм се одговара со да и не, секако во Црвена линија можете да дадете и поопширен одговор, како и да е. Ке потсетам време, траењето на едно излагање е 90 секунди, внимавајте и на тајмерот. Коментирајте, шернувајте и лајкнувајте на Facebook, Twitter и секако на профилот на Телма телевизија на Facebook, каде ги објавуваме нашите теми. Ако имаме веќе гледаш на 02307 0005, почнуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Ало. Добар ден, здраво. Дали сум јас наред? Вие сте и наред и прва во Црвена линија и среќен празник. Благодарам. На сите им посакувам добро здравје. Празникот да биде 365 дена во годината, да не им биде еден ден на моите сограѓанки празник. Има смисол да се слави, меѓутоа мислам дека во ново време баш и не знам дали е оправдано, некако сите по кафичи одиме, сите јадеме некој ресторан секојдневно. Дали вие на работа практикувате, се извинувам, дали вие на работа практикувате, дали се слушаме, дали на работа практикувате антистрес забави, например? Не, јас сум пензионерка душа, а ова антистрес што го видов сега, го видов, дефинитивно покажа дека работното време им е искористено само за рекреација и дека ништо не работат, дека зимат бадиела плата. Меѓутоа да го запрашаме и парламентот, кој што има најгоре под куполата, сала за рекреација. И тоа комплетно опремена. Можда ќе биде иницијатива за вашите колеги да одат и да ја посетат.
колку е опремена и како го губат времето нашите парламентарци, нашата влада, а ова им е секојдневие и не сум многу изненадена. Благодарам Се многу. најубаво, благодарам Се ти, најубаво да имате убав празничен ден. Секако и да продолжите да гледате Црвена линија. Продолжуваме со вас, драги мои. Добар ден за следниот гледач или може би гледачка. Да, добар ден. Добар ден. Поздрав до вас и од телевизија Телма. Благодарам за И да ви е поздравот. честит денешниот празник на сите во Телма, женскиот пол што е. Така, благодарам во името на сите мои колешки од Телма. Па еве, дали владата треба да го следи примерот на Видете, Дуи да ви и да кажам. почне да организира антистрес забави, да Приведејќи- речеме во цела држава? Приведејќи јас сум човек кој работел на обезбедување и во влада, и во собрание, и во ЦК, и во министерства, ова е срамно за Македонија што се прикажа. Ова е срамно. Искрено да ви кажам. Срам е за Македонија. Ова треба да се осуди и да не си играат во канцеларите фудбал и кошарка. Како то? Како до сега то не се правеше? Ве молам, ова е стварно надвор од сите норми. Лукреција то го кажа, пошто Лукреција ми е позната како професор за дипломатија. Така да, прво и основно, нека свати Артан Груби дека не се наоѓа на стадион или на некое мало градиште. Тоа е канцеларија. Во канцеларија не може да се прават антистресови и тие глупости. Ве молам, јас сум човек кој работил 30 години по Еве, вие како обезбедувањето се ослободувавте со колегите од стрес, например, кога ја Да, работевте ние својата си имаме сала во Собрајање и таму одиме, трениравме спорт. Така, благодарам многу еве што се јавивте во Црвена линија. Веќе слушнавме двајца гледачи какво видување имаат. Очекуваме да слушнеме и од вас и од вас еве кој ќе биде одговор дали владата треба да го следи примерот на Дуи и да воведе антистрес забави во целата држава. Добар ден. Добар ден. Секој е добро од Црвена линија. Благодарам ако сум јас на линија. Да, вие сте. Вака сега. Ова што го прават овие фудбалери, кошаркари во Министерство за политички систем, го нема никаде во светот. А овој што се јави пред мене, што сака да спомне Северна Македонија, тој автоматски им дава виза на овие играчиве да си продолжат со играње. На овие им треба да им се каже во очи дека се штетни и за собрание, и за министерства, и за секаде, дека само штета прават со ова нивно губење време, а за Македонија одат и настапуваат антимакедонски. Економијата е антимакедонска, финансиите антимакедонски, надворешни работи се антимакедонски. Политичкиот систем е највеќе антимакедонски. И сакаме ние Македонија да иде напред. Нема напред, само назад. Арно, ама, со овие две сорти партии и обожувачи на тие две сорти партии, што едните ја спомнуваат со волја или од мака Северна Македонија, другите викат не е Северна. Тие се и двете исти сорти. Затоа што едните прават штета, а другите не ги спречуваат во правење за штета, него само влегуваат во собрание да прават кворум, да гласат буџети и да земат 5 или 10.000 евра на рака под нога од плата. Благодарам вам за јавувањето, секако продолжете да не гледате, а и на самиот почеток ве подсетивме задолжително да не заследите како на профилот на Црвена линија на Facebook, така и на профилот на Телма телевизија, каде што ја објавуваме нашата тема. Па ќе стартаме и со еден коментар на господинот Бранко Брндевски, напишал: парламентот да го направат спортска сала. И нека ништо не доносат за народот, па може ке испадне некоја кошаркашка, ракометарка, да напреднеме барем во спорто. А ние напредуваме со вас, драги мои гледачи, време е за нови 90 секунди. Добар ден. Добар ден, Тина. Па еве, треба ли да се воведат вакви од страна на владата антистрес забави за цела држава? Да, ама само тука фале уште Заев и Ковачевски фале. Они треба топката да ги дрибла. Овај груби како што дрибла цела влада,
Така да ги дрибла и тамо, да ги гледаме како ги дрибла. Па срамно е ова, бе. Ова жива срамота е, бе. Ако не беше Груевски да направи таа зграда, че нема ни кај да се вселат. И друго. А еве дали вие на работното место еве практикувате антистрес забави? Да, па нема, сега ќе почнеме. Сега ќе почнеме више, ова е значи напредување. Ова е најдобро ова што го кажува владата. Иначе со економијата сме добри, со финансиите сме добри. Сега еве поштите ги упропастија, а кој дуи владееше и со пошти и сега со економија, со се значи народот го дотера до просечни стап. Што е намалија левот, 2 динара го намалија левот, срамно е што само за левот се фатија. Еве што направиме ние големи работи, а другите работи отидоа многу далеко. А еве, например, бидејќи рековте ќе почнете со антистрес забави на работното место, ќе ги практикувате и фудбалот и баскетот или ќе се задржите само на еден спорт? Не, уште ќе напредуваме, ама овие треба да ни кажат што треба. Ние не знаеме, народот не знае, гледаш, не знае и ги бираме ние тие што не се способни. Тие треба да ни кажат сега друг кој спорт е. Сега ајде дриблање тамо, ова кошарка, ама има тамо и други спортови сега. Треба. Благодарам за вклучувањето во Црвена линија. Сега ќе се префрлиме веќе и кај твитерџи. Почнуваме со првиот твит за денес. Каталонец напишал: додека Дуи игра фудбал, СДС им ги собира топките. А ние следните 90 секунди ги отстапуваме за новиот гледач или можеби гледачка. Добар ден. Дали се слушаме? Црвена линија. И верувам дека не сте под стрес да се вклучите во Црвена линија. Јас сум опремена, релаксирана, иако имав напорен ден. Но време е да ги стекнеме новите резултати заедно со вас. Па, еве да видиме дали наредните 90 секунди ќе бидеме со гледач или да преминеме повторно на коментарите од Твитер. Добар ден! Добро, бидејќи е се уште малку од другата страна, ја ќе ве подсетам, не заборавајте, 5 линии се активни, еве, затоа веќе од режија ми велат има. Добар ден! Сегнуте. Добар ден! Дали се слушаме? Црвена линија? Добар ден! Добар ден! Ја ли сам? Да, вие сте, повелете. Намалете го тонот на телевизорот. Како улегна пред мене? Кој е тај? Намалете го тонот на телевизорот. Па намале е скроз. Целосно добро. Сега верувам се слушаме добро. Добро. Треба ли владата да организира по примерот на Дуи антистрес забави во цела држава? Па они ке си играл, не знам како да викат другите, ги знам на Алфа, на Телма, па тако е на Алфа, на и Канал 5, тебе не те знам како се викаш, извињавај. Тина. Честити први пут по 8 март, нека помине времето све. Минутите, па Бори ке си игра топке, не може да се збере у парламент, да изгласува едно друго. У владото не може да изгласува. Па како сакам да бидем? Каква држава на Македонија? Кад не други команда од странство, од Америка, од тамо, вамо, немам оружје, давам оружје за Украину. Разбираш? Ме слушаш? Дали вие си правите антистрес забави на работа? Па дава, ама. Видиш, овие не дава оружје, речи ги. Србија не дава за Украина оружје. Ами давамо, немамо за нас оружје. Благодарам за вклучувањето, продолжете да не гледате и добар ден. Добар ден. Добар ден. Убаво ве слушам, вие сте во Црвена линија. Се јавува Сали Орхан од Сутка. Здраво, Јас Сали. толку денови вртам и никако не можам да ве добијам. Еве сега се добивме конечно. Па сакам да го честитам 8 март на понежниот пол. Благодарам многу. И да кажам нешто за во врска со лебот. Овие министриве и владава се фатиле за лебот за 2 денари, се фатиле како склеп за стап.
Значи, не гледаш што 700 денари кошта едно кило месо. И млечните производи и другите работи што се исто секојдневни потреби наши, нели, како на граѓани. И лекарствата што се скапи и овие партиципации што ги плаќаме по болниците. Па еве, со оглед на тоа дека имаме превисоки цени и сме под голем стрес, дали сметате дека владата треба по примерот на ДУИ да воведе антистрес забави за цела држава? Ма тоа е нонсенс, бе, тоа не може, како тоа во канцеларија да си правиш антистрес забава да играш кошарка. Наместо да се концентрираш на работа, ти се концентрираш кај што не треба. Значи, тоа не знам, не е некако ова. Него криво ми е што се фатиле за лебот за 2 денари, а не гледат дека 700 денари кошта кило месо. Благодарам многу и вам за јавувањето и секако за честитките до сите припаднички на побавиот пол. Одиме со Твитер. Одиме малку напоредно од Твитер, па вие одиме со твитот на Кристина, има напишано нормално дека ДУИ има министри за да игра фудбал. СДСМ има министри доволно за тенис, вајда, или голф. Добар ден за новиот гледач. Ало, добар ден. Добар ден. Жалосно е што не ги следиме новите текови во, да не кажам, во работните односи. Кинезите за време работа вежбаат. Јапонците спијат, воведуваат нова, така да ја не знам што е толку чудно кај нас што се појавува некој новитет. Да мислам, ова маци и саркастично го кажав. Ако оваа фотографија не се појавеше, народот немаше да знае дека во заеднички служби при владата постојат сали, теретани кои високите функционери ги користат за време работа. Ова не е ништо ново. Само што е жалосно што се случи во кабинетот. А речеме, доколку се појавеше снимка од теретаната, не знам како ќе реагираме тогаш. Сега проблем е што они играат кошарка за време работа во кабинет, а кога вежбаат у теретана, речеме, тогаш како би го оцениле тоа. Меѓутоа, не беа ни подобри ни претходните, па ни овие, да ви кажам право. Дали вие си правите, например, антистрес забави на работното место? Па ви додека работев имаме задолжително еднаш неделно за време работа имаме задолжително физичко. А пошто работев во Министерството за внатрешни работи, другите служби па за време работа доаѓа во таа што ја спомна претходникот салата, исто така вежба. Значи не е тоа ништо ново. Меѓутоа сето тоа зависи од фирмата каде што работите и од работодавецот. Така, внимавајте само на тајмерот и големо благодарам за вклучувањето во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Секој добро, црвена линија. Ајде, честито празник. Благодарам многу. Така, види, викате, владата треба да гледа од ДУИ, така? Дали треба владата според вас да воведе антистрес забави? Па нели цела влада се они сега таму? Само Ковачевски го нема. Премиерот. И они тоа го направиле, па народот да збори, новинарите, телевизија да зборат, нарочно го прават они, за да зборат. Иначе шо ќе збориме? Новинарите шо ќе зборат? Тоа ти е така. Исто како у фудбалот што беше Гвардиола, тренер на Барселона. На Меси му викаше немој да даваш голови, пошто за тебе пишуваат, за мене ништо не пишуваат. Така и ова си играат, луѓето од цела влада се таму, само премиерот го нема и си играат рекреација, се радуват и што е проблем? Сега ние ќе збориме само, ќе бадориме дека не било убаво, дека не... Па нарочно го прават да збори народот, бе, луѓе. А дали вие си правите антистрес забави на работното место? Па ја не работам, јас сум у пензија. У пензија си испалјам у дворци, си садам ружи, ги кројам ружите. Они сега смеват, си направиле си кошарка, фудбалче, така малку и тоа ти е. Благодарам многу и вам за јавувањето. Одиме понатаму со Твитер.
Напишано е Башка од школата на Грујосе, он беше по фудбалот. А еве Лили има напишано, можеме и ова да го покажеме, мразам политика, ама ова беше туше. Добар ден. Ало, дали се слушаме? Одлично се слушаме. Добар ден. Добар ден. Село гори, баба се чесла. Најсиромашната држава, луѓе немаат леп да јадат. Они покрај тоа што се обогатија милионери станава, покрај тоа што имаат луксузи, се возат по најскапи коли, а немаме доволно пожарни и овие брза помош. Јадат фстаци, јадат морски плодови, јадат бифтеци за безпари. Све народот ќе плаќа. Овој заспан народ, кога ќе се освести конечно? Што се случува? Отворите тема што работи тоа министерство, да прашаме за политички систем. И прашајте, информирајте се колку процентуално се вработени албанци, македонци, босанци, срби, црногорци и така натака. Ке видите што ни се случува. Ајде прашање, дали вие дали на работното место практикувате антистрес забави? Па ја тоа го кажувам. Антистрес забави треба да се прават еднаш неделно, треба да има таква работа. Но ние сме далеку од тоа. Тоа може да го прават кај нас овие ништо што не работат, а зимаат плати. Над 500 луѓе има во тоа министерство, народе, а вие тука ќе ве замајуваат лебот дали бил 20 денари, 30 денари или 33. До кога ќе спиете? Освестите се. Што ни се случува? Дозволија 90... Ке посетам само, внимавајте на тајмерот 90 секунди и секако и вам ке ви се заблагодарам за активното учество во Црвена линија. Повторно продолжуваме со Твитер, секако можете и да надополните, да коментирате оно што ќе го прочитаме од Твитер. Тотушка напишал под 1. Леброн Джеймс 124,5 милиони долари. Под 2. Артан Груби 100 милиони долари. 3. Стив Кари 95,7 милиони долари. Тоа се тројцата најплатени кошаркари во светот. Вака сега јас да бидам еден од најплатените кошаркари. Одлично, тројка. Продолжуваме со вас. Еве ќе си дам да пукне. Секако продолжувам со вас. Јас не сум под стрес повеќе, се релаксирав секако. Како сметате вие? Дали треба владата и дали е веќе редно време да го следи примерот на ДУИ и да воведе антистрес забави во цела држава? Добар ден. Добар ден. Секој е добро, во Црвена линија сте. Па видите, ова е срам за македонскиот народ. Ова е срам за македонскиот народ и навреда. Значи, дали сте видели вие во приватна фирма вака да се игра? Негде. По некоја од овие фирми е странски. Значи, ова е срамота како не вреѓаат албански министри. И за премиерот. Затоа што вака да се унесуваат на работни места. Това е срамота. Тие треба да работат. Тие не знаат што да работат практично. Бидејќи не знаат да работат, си играат топка. Тоа тие, знаете, како немала рада игла, па затоа не веда. Тие причини, ова треба да се бриши. Сега овие треба да бидат подхитно сменети. Сами да дадат суд. Срамота е ова. Жива брука за целиот македонски народ. Еве дали вие на работното место си правите антистрес забави? Да ти кажам, која компанија приватна дозволува да ти играш топка во работни простори? Дали сте виделе вие негде? Не. Тоа си игра, се знае, кој е спортист, нека си тренира. Ова е влада, треба да решава прашање на луѓе, плати, пензии и така натаму. Ова е срамота и брука за тие министри. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија сте, повелете. Во Црвена линија сум и изгоре, ако стоите се дека ве чекав.
да правите Тостовите? мора со овој претходниот гледач. Само сакам едно да кажам. Дека Македонија не е држава. Што е? Територија. Значи територија. Таа е уште одамна поделена. Сега само ја делат овие што играме фудбал што играат, а зимаат по 1500 евра плата од нашите пари, даноци што ги плаќаме. Ние до прва ќе се прашаме кај сме и што сме, зошто сме и како сме. Тоа Мисирков што го напишал. Ние до прва ќе се прашуваме кој сме и зашто сме и како сме. Тука не има измешано од сите вери, националности и се. Али најма проблем е тоа, проблемот е во кражбите, што овие што се на власт ги прават. Дали вие на работното место имате ваканти стрес забави? Молам? Дали вие на работното место имате антистрес забави? Какво работно место? Јас сум инвалидизиран пензионер. Благодарам многу за јавувањето. Секако 90 секунди, така да еве ако се чувствувате некој од гледачите дека имате нешто да надополните, секако ве охрабрувам повторно да го завртите. Бројот 5 линии се активни. А еден даскал на Твитер има напишано: абе ајде, за тебе сум Артан Груби во фудбал. Титирџи коментираат, но секако она што очекуваме да биде во голем број е дискусијата во која што ќе бидете вклучени вие. Она за што дискутираме со вас е дали сметате дека можеби владата треба да го следи примерот на ДУИ и да воведе антистрес забави во цела држава, дали можеби вие на вашето работно место, доколку сте во работен однос, заедно со колегите и вработените практикувате антистрес забави. Добар ден. Добар ден. Здраво. Па види вака, ја мислам ова е нашле па зашле, ништо друго не ова. Значи село без кучиња, на секали и удри. Нека идат у Даунинг Стрит, тамо нека играат вака исто фудбал. Па да видиме како ќе ги пречекаат граѓаните, кога излезат надвор на порт. Ова се простори владини, како што знам, државни простори се ова, не се некој приватна немна, некој приватен објект. Ова е така и јавно обвинителство, таму некаде беше, нели? Кај што држи овој империјата што држи Артан Груби. Ајде, вие дали на работното место практикувате со колегите антистрес забави? Нема, јас завршив ја со работното и након нон-стоп играв. Така, дали еве во Бинатото се практикува антистрес забави? Како не, човече, ломпа-ланка правевме. Ломпа-ланка. Седни, терај возот и играј фудбал. Пушти го возот, там нека иде. Сега да знаеш и што сум работел. Значи, ова е аздисување, ова е демонстрација на еве кој е газда у куќава. Ние сте вие више газди, вие каурите. Ние сме газди, арнаутиве. Тоа е цела поента, ништо повеќе, освен газдувањето. Благодарам за јавувањето. Продолжуваме со вас. Предност ќе дадеме на гледачите, па потоа повторно со Твитер. Добар ден. Добар ден, Тина. Па секој добро. Верувам не сте под стрес? Никако. Денес прво да ти честитам празник. Благодарам многу. На сите жени во Република Македонија и надвор во целиот свет, а посебно на мојата најубава половина, на мојата сопруг. И јас си го честитам во името на редакцијата Црвена линија и секако во името на Телма телевизија. Па еве, дали треба да се воведат вакви антистрес забави од страна на владата за цела држава? Па јас мислам дека би требало да се воведат и секоја чест на функционерите од ДУИ. Ова треба да го следат и
останатите функционери, а најверојатно треба да го средат и сите граѓани на Македонија, затоа што можам да кажам дека треба да ги следат дуи 20 години тие се на власт, едноставно можам да кажам добитна комбинација. Така да на работното место антистрес истото би го поддржал, така да секој како што мисли може да се го организира своето работно на работното место. А верувате ли дека се под голем стрес? Не дека се под голем стрес, ова нити ми е исклучиво од забава и нормално од малце да има дефокус од јавноста од настанатава ситуација. Така, благодарам многу за јавувањето. И сега повторно одеме на Твитер. Греф напиша: каков кринч, Боже! Вау, вау, ова е практично ретвит на главниот твит на некој што го коментира видеото токму од антистрес забавата која што ја практикуваше Дуи. Она што ние ве прашуваме, дали вие практикувате на работното место антистрес забава? Еве, јас денеска се обидов да практикувам и верувам дека повеќе не сум под стрес. Што мислите вие и колку се политичарите под стрес? Добар ден. Добар ден, црвена линија. Јас ќе подсетам дека на 023070005 имаме 5 активни линии. Оно што е најважно да го намалите тонот на телевизорот за да немате чувство дека некој зборува од другата страна, имате ехо и така натаму и секако да останете на линијата. Одиме повторно со твитот на Греф. Еве ова една, можам да кажам, комуникација на Твитер помеѓу Греф Скрачи и повторно Греф. Напишал 6 души, еден снима, 7,7 луѓе и на никој му нема текнато да рече чекајте малце другари што правиме со видеово. Скрачи напишал на овој екологија никој не му прави да пукне. Ајде да видиме дали имаме можност, дали сте вие под стрес можеби. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ало? Добар ден. Добар ден. Среќен празник, да ви посакам прво. Фала истина на вас и на сите жени у ова наша напатена држава. Па и дали во ова наша напатена држава редно време владата да воведе антистрес забави? Па мислим дека по се ова што го гледам немам коментар. И ве дали кај вас на работното место се практикува антистрес забава? Да, ние имаме тие, како се викаше ова, тие ленти за трчање за стомачни, за вакви такви, онакви мишичи да затегнеме. Како не е све, тоа е по ПС. Не, владата треба, по моје, да стави стрес тест траки на работните места. Знаете што е стрес? Да, ве следам, не ви одземам од времето. Сега мислим ова е дано дна. Не знам они што сакаат да покажат со ова, дали сакаат да пласираат моќ, сила. Немам коментар. Мислим дека ова е инценирано намерно, бидејќи сите се собрани заедно во една просторија. Дали се уште имаме гледачката? И па, драги мои, сега против стрес одиме со реклами. Верувам дека сте релаксирани и опуштени. Време е да ги соопштиме и резултатите од Инстаграм анкетата. Тука задолжително уште еднаш ќе ве потсетам, не заборавајте да не заследите на Инстаграм црвена линија и секогаш секојдневно да дадете одговори на нашите анкетни прашања. Денес Инстаграмчи ги запрашавме дали вие си правите антистрес забава на работното место. Со да одговорија 27%, а со не одговорија 73%.
Сега, драги мои, вака да ве подсетам дека ние имаме вистинско антистрес решение, имаме секојдневно имаме антистрес забава која што стартува веднаш по црвена линија, а антистрес забавата се вика Заврти на Телма. И за каков стрес можеме да зборуваме, освен стрес од среќа кога се освојува главна награда, како што тоа впрочем се случи во понеделникот кога се освои телевизор. Јас повеќе не сум под стрес и ве очекувам сите вас од црвена линија само да си останете на своето место, да го завртите телефонот и да дадете кош со точен одговор. Кошот ми е полн со топки, ама затоа вие ќе бидете полни со награди за многу кратко. Се гледаме.